Тие владеат со градовите, иако никогаш не сте им го виделе лицето. Нивната моќ не доаѓа од законите, туку од стравот. Мексико, место каде границата меѓу правдата и криминалот е исцртана со крв. Зад секоја насмевка на локалното население се крие приказна за исчезнати, за подкуп и за империи изградени на пепел. Ова не е филм, ова е вистината за најмоќната организација која некогаш го предизвикала светот. Добре дојдовте во светот на картелите. Се започна во сенката на корупцијата и сиромаштијата. Во 90-тите години Мексико стана транзитна зона за нелегалната трговија што ја бараше цела Америка. Картелите не беа само банди, тие беа сенки што се инфилтрираа во секоја пора на државата. Политичари, полицајци, судии, сите имаа своја цена. Со падот на старите структури се појавија нови, побрутални играчи. Тие не се криеа во шумите, туку го презедоа градот. Со секој нов пратка тие не градеа само бизнис, туку паралелна држава. Во овој период моќта се префрли од вооружените групи кон стратезите, луѓе кои ги сватија логистиката и стравот како најмоќни оружја на светот. Зад секоја бројка во извештаите за криминал стои човек со амбиции поголеми од неговиот сопствен живот. Имиња како Ел Чапо, Ел Мајо или Ел Менчо станаа митови. Личности кои владееа со цели држави, додека властите се преправаа дека не ги гледаат. Тие не беа обични криминалци. Тие беа луѓе кои изградија сопствени војски, сопствени закони и сопствена правда. Нивната борба за превласт не се водеше во судниците, туку на улиците. Додека светот се прашуваше како е можно една личност да ја држи во заложништво целата економија на регионот, овие кралеви само ја прошируваа својата империја. Се додека границата со Америка не стана најпрофитабилниот пат во светот. Но секоја империја има своја пукнатина, а нивната беше алчноста. Влијанието на мексиканските картели одамна ги надмина границите на нивната земја. Нивните пипала допираат до секој голем град од Европа до Азија. Тоа што некогаш беше локален проблем, сега е глобална криза која ги корумпира институциите и ја загрозува безбедноста на секој од нас. Се поставува прашањето, дали оваа војна воопшто може да се добие. Додека светот бара одговори, картелите се прилагодуваат користејќи технологија, криптовалути и софистицирани мрежи за да останат невидливи. Крајот не е на повидок. Зашто? Додека постои побарувачка, ќе постојат и оние што се подготвени да ја задоволат, без разлика на цената во човечки животи. Дали е ова крај на државноста или само почеток на една нова, мрачна ера? Одговорот останува во сенките, каде што тие се уште владеат.